Снежана и Дедо Мраз е насловот на театарската представа која што премиерно беше одиграна во неделата во Центарот за култура Бели Мугри. Темата и целта на представата е да се признае Дедо Мраз како лик што постои и во кој што треба да веруваат децата за да им биде поинтересно за нова година и Снежана и Дедо Мраз да бидат дел од животот и фантазијата на децата. Јас сум Мила Велкова и глумев во улогата Мира. Целта на представата е да се верува во Дедо Мраз и да се заштити со закон. Јас многу добра доживеав представата, сум глумела и порано, но сакам и натаму да глумам и би било добро да има вакви представи пред Нова година. Јас сум Милена Глигорова и имав улогата на Снежана, тоа Снегулка. Таа беше сопруга на Дедо Мраз, Снежна кралица. Ова улога многу ми се допадна затоа што беше навистина интересно да се долови низината динамичност, беше мощно комплициран лик и секако мощно важен бидејќи за Нова година снегот е добре дојден како символ на Нова година. Јас сум Стеван Богданов. Оваа година исто како и минатата, во глумев во улогата на Дедо Мраз и пораката е дека ако се верува и во Дедо Мраз и во Снежана, дека тие ќе бидат дел од нашиот живот и затоа всушност тие и доаѓаат за да ги признаеме и ние како дел од нашето секојдневие и доколку доволно силно ги сакаме, ќе ги видиме. Јас сум Магдалена Иванова. Јас прв пат учествувам за Нова година во представа. Улога сум Снегулка и многу ја сакам новата година, затоа исто така го сакам и снегот. Новогодишната представа е насловена Снежана и Дедо Мраз од Слободан Вукановиќ. Поздрав за дечињата за новогодишните, за божичните празници и традиционално за Нова година Центарот за култура Бели Мугри прави едни весела игра, да ја наречам оваа представа. Забавна игра во која децата се дружат, се забавуваат, а истовремено и ги поздравуваат публиката и сите гости кои ќе бидат присутни. Инаку, представата беше прикажана за децата од детската градинка Павлина Велјанова, а во наредните 2 дена ќе биде одиграна и за учениците од основните кочански училишта. Снежана и Дедо Мраз ќе погледнат и децата од соседните општини Чешиново, Облешево и Зарновци.